Да, колеги, добар ден, добре дојдовте. Пресконференција на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги и како што најавивме веќе од минатата недела, пристигнати се барањата од енергетските компании, уни кои што ние ги регулираме. Председателот Марко Бислимовски ќе ви информира водители и процедурата која што следува во изминатите денови кои што доаѓаат. Повелете, председателе. Благодарам, Марина. Како што кажа Марина, оваа пресконференција свикавме за да ја запознаеме јавноста што имаме добиено како барање од страна на регулираните компании на кои што во текот на оваа недела ќе ги базираме нашите одлуки. Но најнапред би сакал да го кажам следно. Оваа грејна сезона започна некаде на 15 октомври, пред се во делот на топлинската енергија, заради поволните климатски услови, грејењето со електрична енергија започна нешто подоцна. Очигледно е, како еден пресек да направиме, до крајот на годината имаме непречено снабдување со електрична енергија, непречено снабдување со топлинска енергија. Бевме една од ретките земји која што почетокот на гројната сезона за топлинска енергија не го помести и започна како да е вообичаена година, дополнително. Исто така не ги променивме условите на испорака на топлинска енергија, како што биле во годините наназад, така е и во оваа година. До крајот на годината веќе е јасно дека домашното производство за електрична енергија ќе биде зголемено за 27%. Исто така, ЕСМ како компанија, со цел да помогне на приватниот сектор, превзема обврска да ги снабдува компаниите од прехранбениот сектор по цени далеку пониски од колку пазарните, превзема обврски исто така да ги снабдува основните и средните училишта и да ги снабдува водоводните предпријатија во рамките на општините со единствена цел да не се предизвикува ценовен шок и за цената за водните услуги. Она што е јасно е дека во делот на регулираниот пазар, за потребите на малите потрошувачи и домаќинствата, немаме потреба од увоз на електрична енергија и таа изнесува 0 денари од 1 јули до 31 декември. Сега да се вратиме на цените, да ви соопштиме кој што има поднесено. Значи, до сега барања поднесува АД МЕПСО за пренос на електрична енергија, Електродистрибуција за дистрибуција на електрична енергија и Евана Хоум за вршење на дејноста универзално снабдување со електрична енергија на малите потрошувачи и домаќинствата. АД МЕПСО, имајќи во предвид дека денес ќе биде тендерот за набавка на електрична енергија, но во своите калкулации оди со цена за набавка на загуби од 220 евра за мегават час, има побарано зголемување на цената за пренос на електрична енергија од 29,75%. Количините за загуби, за технички загуби на електрична енергија во дистрибутивната мрежа се обезбедени од страна на ЕСМ по цена од 110 евра за мегават час и врз основа на тоа Евана дистрибуција бара намалување за незината услуга дистрибуција на електрична енергија 2,8%. Евана Хоум за првите 6 месеци од следната година распиша тендер за набавка на електрична енергија, на кој што единствен понудува че ЕСМ со цена од 56 евра за мегават час. Потреби од дополнителни набавки на слободниот пазар на електрична енергија, односно за увоз, за малите потрошувачи и за домаќинствата, изнесуваат 0 денари. Цената по која што ја понуди ЕСМ за
Евана Хоум изнесува, како што кажав, 56 евра за мегават час и тоа е 16,67% зголемување во однос на претходната цена. Но, со фактот што нема увоз на електрична енергија и дополнително што трошокот за обновливи извори е целосно префрлен на слободниот пазар, со цел да им се помогне на овие компании кои што се на слободниот пазар, просечната набавна цена на регулираниот пазар за малите потрошувачи и домаќинствата, споредено со претходната одлука, има зголемување од само 5%. Оваа прилика ја користам покрај менаџментот на ЕСМ, особено да се заблагодарам на вработените во ЕСМ, на луѓето кои што во изминатиот период деноноќно работеа, исто така да се заблагодарам и на вработените во ТЕЦ Неготино, затоа што производен капацитет изграден во 1979 година, денеска работи со двата котли и по 43 години се уште и помага на државата. Така се сака Македонија, така се помага кога е тешко и кога е криза. Врз основа на сето ова што ни е доставено, ние работевме и викендот, продолжуваме и денес и утре, и во текот на оваа недела ќе донесеме одлуки и за тоа повторно ќе ве повикаме за да ги соопштиме крајните цени за електрична енергија, пред се за дејностите кои што ги регулираме. Тоа е пренос на електрична енергија, дистрибуција на електрична енергија и универзално снабдување со електрична енергија за малите потрошувачи и домаќинствата. Повелете со прашање. Ова се пресметки колку нели компаниите бараат, колку вие сте подготвени да им прифатите трошоци, ги разгледавте телевизионите трошоци, како ќе се неутрализира оваа разлика за да нема ценовен шок нели за граѓаните? Значи, регулаторната комисија за енергетика ги анализира барањата. Нашата методологија е во целост усогласена со европското законодавство и има таму голем број на елементи кои што влијаат на крајната цена. Тоа се пред се трошоци за дебаланси, понатаму факторна корекција, кој што ги има кај трите компании. Исто така има и други елементи како што се пренесени трошоци, така да сите овие елементи во наредниот овие денови ги анализираме и во текот на оваа недела врз основа на тие анализи ќе ги донесеме конечните одлуки. Добро, доколку се прифатат сите овие барања, што би значило тоа за цената од 1 јануари? Доколку се прифатат барањата како што се наведени, просечната цена за снабдување на малите потрошувачи и домаќинствата би се зголемила за 3,5 до 4%. Доколку се прифатат сите барања. Плюс ДДВ 5%, зголемување. Значи, регулаторната комисија за енергетика ги определува цените без ДДВ и зголемувањето од ДДВ, за да бидеме прецизни до крај, на цената е 4,72%, не е 5%. ДДВ-то се зголемува од 5 на 10%, но влијание на крајен трошок е 4,72%. Рековте, доктор, дистрибуција побара 2,8 намалување на трошокот за дистрибуција. Значи ли тоа дека маржата ќе се Дистрибутивната такса. Дистрибутивната такса ќе се намали? Уште од сега можам најодговорно да потврдам дека трошокот за дистрибуција на електрична енергија ќе биде намален. На тој начин ќе се помогне не само на малите потрошувачи и домаќинствата, туку и на сите компании кои што се на слободниот пазар на електрична енергија. Во поглед на гасот, господин Вестиновски, министерот Бектеши утринава рече дека РК треба да ги објави подзаконските акти. До каде сте со Регулаторната комисија за енергетика ги доби подзаконските акти во средата, одржа јавна расправа.
некои конструктивни забелешки кои што се ќе бидат имплементирани и најверојатно денес ќе ги усвоиме сите тие подзаконски акти. Зашто се тие забелешки? Имаше забелешки пред се бараше од Макпетрол да се пролонгира целиот процес, но тој процес не може да се одложи поради тоа што државата веќе подпиша, односно Гама подпиша договор со Булгартрансгаз, преносниот систем оператор за природен газ во Бугарија, и пазарот на природен газ во Македонија ќе функционира на истиот начин каде што функционира во цела Европа. Имаше дополнителни одредени барања во однос на начинот на воведување на балансирањето, се со цел да излеземе во пресрет на снабдувачите. Нивните забелешки ќе бидат прифатени. Дали од 1 јануари ќе има нормално снабдување со газ и дали навистина е надминат проблемот со Макпетрол како што јавивте на телевизиска емисија? За дел од забелешките кои што ги имаше Макпетрол во однос на начинот на определување на трошоците за балансирање и на намалување на нивниот ризик во работењето, бидејќи тие трошоци за балансирање не зависат од нив, туку зависат од начинот на потрошувачка кај самите потрошувачи, ќе бидат прифатени, така да јас верувам дека во наредните денови Макпетрол вообичаено ќе нуди природен газ. Извинете, може да се вратиме само кај струјата, дали ќе има промени во ефтината тарифа? Не ви го разбирам прашањето. Во делот на цената за ефтината тарифа, дали ќе има промени? Значи, регулаторната комисија за енергетика со последната одлука има цена за активна електрична енергија. Во делот на скапата тарифа имаме 4 блока и во делот на ефтината тарифа нема блоковска структура. На тоа се додава и трошокот за мрежарина и се добива крајна цена за домаќинствата. Ние како репер кој што ќе го објавиме во јавноста ќе биде по сите елементи, по елементи за активна електрична енергија во скапа тарифа за секој блок соодветно, за ефтина посебно, мрежарина каква промена ќе има и конечно најбитното е крајната цена каква ќе биде на домаќинствата. За сите параметри ќе ви информираме колку се менуваат. Дали ќе има промена во блоковите или остануваат исти граници? Блоковската структура и границите остануваат исти. 4 месеци, 5 веќе се применуваат. Имаме добри резултати. Тие резултати не се само заради блоковите. Имавме релативно поволни временски услови и во август имаше пониски температури, немаше потреба од користење на клима уреди. Септември и октомври исто така беа прилично поволни, немаше потреба и од ладење и од греење. Ноември е поволен, имаме добри резултати, така да сега за сега не планираме да ги промениме и ќе останеме со истите блокови. Ја верувам дека и декември ќе биде поволен, бидејќи реално го гледаме времето како е. Вистинскиот тест за блоковската структура ќе започне кога реално многу повеќе ќе залади времето. Тоа најверојатно ќе биде во јануари и во февруари. Дали ќе има границите за киловати колку? За границите, да. Не за цените. Не за цена. Дали ќе има блокови за малите потрошувачи како што најавивте? Нашите анализи покажаа дека во овој момент не може да се воведат блокови за малите потрошувачи. Она што го правиме во овие наши анализи е колку што е можно повеќе да им се помогне на малите потрошувачи. Кај малите потрошувачи има огромна шареноликост на потрошувачката. Има потрошувачи кои што користат 500 киловат-часови на месечно ниво, но има и потрошувачи кои користат 200.000 киловат-часови на месечно ниво. Тие што користат 200.000 киловат-часови на месечно ниво се приклучени на среден напон и реално тие се големи потрошувачи и правиме дополнителни анализи и тоа најверојатно ќе стартува од 1 јули, како да ги издвоиме овие типови на потрошувачи, бидејќи нема логика некој кој што троши многу, а мора да троши многу, бидејќи има голема потрошувачка да го казниме и поради тоа примената на овие блокови кај малите потрошувачи ќе биде одложена.
абсолютната потрошувачка на струја која што се смета дека домаќинствата и малите потрошувачки ја потрошат следната година? Колку количина треба да се изрази? Значи, според тоа што е доставено во нешто барање, од страна на Евана Хоум е околу 3 милиарди и 900 милиони киловат часови, 3900 гигават часови. Исто така, ЕСАМ, согласно Законот за енергетика, во 2023 има обврска да обезбеди 55% за малите потрошувачи, од потребите на малите потрошувачи и домаќинствата, а ќе обезбедува повторно 100%, иако нема никаква обврска да ги обезбедува загубите на електрична енергија во преносната и во дистрибутивната мрежа, ја превземе и таа обврска, и тоа по цени кои што се факт е дека далеку од пониски од пазарните, така да уште еднаш потенцирам благодарност и до менаџментот и до вработените во ЕСМ и до ТЕЦ Неготино, кои што го овозможуваат овоа. Така да и уште еднаш да потенцирам, затоа што повторно слушаме некоректни, неточни информации, лажни вести, дека се правил некаков увоз на електрична енергија за регулираниот пазар на електрична енергија. Може да ја видите и нашата претходна одлука, трошоци за набавка на електрична енергија од 1 јули се 0 денари, и сега, уште од сега кажувам, дека од 1 јануари до 30 јуни 2023 трошоци за набавка од увоз се 0 денари. Така да би ве замолил и вас да помогнете да се пренесува вистината и да не подклекнуваме на разноразни лажни вести. Добро, дали ова барање за 30% од МЕПСО се должи на тоа што одредени фирми, бидејќи нема договор со никаков снабдувач, влечат од таму? Еден случај беше железница, кој што со денови и самото МЕПСО кажа дека влече. Не се должи на тоа. Кој што влече од мрежа си плаќа. Истото се случуваше и минатата година, тој што прави дебаланси си плаќа. Причина за најавеното зголемување на МЕПСО е тоа што не го калкулирале во своите пресметки факторот на корекција, околу 4,5-5 милиона евра, а ние, нашата одлука е со фактор на корекција. Тие не го калкулирале, а нашата одлука од претходно е со тој фактор на корекција, односно сме им одземале повеќе пари заради зголемен приход. Тоа е единствената причина. Исто така и калкулирале и нивниот трошок за загуби. Минатата година беше нешто повисок, бидејќи првите 2 месеца, јануари и февруари од оваа година, од 2022, набавува на слободниот пазар по цени нешто по-ниски од тие што ги нуди ЕСАМ. Нешто повисоки. Колеги, дали има други прашања? Добро, ви благодарам за вниманието. Секако ние се гледаме за некој ден штом привршат пресмитките и имаме конечна цена. Ви благодарам, убав ден. Не. Па лани 30.